Судскиот совет утре ќе ги констатира оставките на судиите Зоран Герасимовски и Мирјана Радевска-Стевкова, а на утрешната седница се очекува да се избере и заменик на подпредседателот Селим Адеми, кој си поднесе оставка по случувањата со поранешната председателка Весна Дамева. Вчерашните оставки се последните скандали во низа кои изминатиот период го тресат судскиот совет, а утре се очекува да се чуе образложението за оставката на судијата Герасимовски, кој во краток разговор за ТВ24 рече дека на следната седница ќе даде објаснување, додека Радевска-Стевкова не одговори на нашите повици. Оставките дополнително ги зголемија тензиите во Советот, а според Дарко Аврамовски од коалиција Сите за правично судење, најдобро би било и останатите членови да си поднесат оставка, бидејќи како што рече, судскиот совет во овој состав веќе прекршил доста закони. 20 членови на Советот веќе поднесоа оставки и тоа е за поздравување, бидејќи очигледно тие препознаа дека таквиот совет повеќе нема легитимитет и кредибилитет да работи за унапредување на судската независност и фактички повеќе не сакаат да бидат дел од тоа тело, така што навистина мислам дека е најсоодветно и останатите членови да го следат тој пример. И Дамева и незината предходничка Павлина Црвенковска по заминувањето од претседателската функција се жалеа за притисоци од политичка позадина, без да откриваат детали за тоа. Според заменик министерката за правда Викторија Аврамовска-Мадик, мешање на извршната во правосудната власт нема и судиите мораат сами да си ги решат овие проблеми. Влијанијата во судскиот совет од извршната власт, јас не ги гледам ниту директно, ниту индиректно, меѓу нивните меѓучовечки нарушени односи. И сето она што се дешава внатре, повторно ќе напоменам, морат сами да најдат начин да го решат, да го изнајдат и повторно ќе ги повикам судиите дека се тие кои сето тоа можат да го решат. Оставките доаѓаат и во време кога холандскиот амбасадор во земјава го нарече Советот нелегитимно тело, а председателот Стево Пендаровски порача дека Советот во овој состав се посрамотил пред јавноста. Првиот човек на Советот, пак Сашко Георгиев, рече дека Советот треба да работи на подобрување во многу сегменти, а коментарите на Пендаровски ги оцени како политички видувања.